генерално во светот работат 10, 20, 30 компании што имаат премногу моќ и сведоци сме на Amazon деливери со дронови, сведоци сме на self-driving cars, кај што една цела индустрија се менја. Имаме виртуал асистенти што немаат работа, процеси се оптимизираат и мислам дека поголемите компании можат многу лесно да збришаат една цела генерација на работници. И мислам дека тука треба да се случи некое, не мислам дека AI ќе ги избрка сите луѓе на улица, луѓето ќе треба да се адаптираат, да прават работи. Никој не може да ја смени луѓе што плетаат, никој не може да ја смени креативната работа, тоа што е направено со премногу труд, премногу внимание, премногу љубов, може да се сменат машините, да се апгрейднат уште малку, да се наместат, да бидат поефикасни. И мислам дека тука ќе има драстична промена. Меѓутоа мислам дека со тек на време дали може такси ќе се зголемат за такви поголеми компании, за да може да се враќаат тие пари назад во системот кај работниците. Мислам дека луѓето вака кој што сме тргнати, повеќе ќе го уживаат животот со можда помалку работа, можда работа на работи што ги сакаат, што ги исполнуваат, наспроти 9 до 5 канцеларија работа, втора смена, трета смена во таа насока. И за тоа би добивале одреден надомест кој што е фер. За тоа, да, од целиот тој момент на високи даноци што би ги плаќале големите фирми, би се канализирале средствата за да имаат некој основно ниво на живот луѓе. Тоа е повеќе као утопија, ама мислам дека се движиме во таа насока, пошто не знам друго, мислам било кое друго сценарио било премногу црно.